Штип по цели 15 години конечно добива генерален урбанистички план. Тоа представува голем планско-архитектонски предизвик за градот со оглед на тоа дека постоечкиот е изработен во 90-тите. Новиот ќе има големата задача да го предвиди архитектонскиот развој на градот во наредните 10 години. Генералниот урбанистички план за град Штип представува плански опфат со површина од 2292 хектари. Овој генерален урбанистички план представува идеен развој за нареден период од 10 години. Освен некои главно ситни зафати, Штип во изминатите 20 години својот изглед глобално не го променил. Генералниот урбанистички план значително ќе влијае врз индустрискиот развој на градот, со оглед на тоа дека ги предвидува и локациите и типот на индустрија која би се развивала. Треба да се истакне дека тешка загадувачка индустрија не се планира, односно се планираат домување, комерцијални деловни намени, јавни функции, парковско зеленило, заштитно зеленило, комунална инфраструктура, комунална супраструктура и мешана намена. Се планираат изградба и на нови улици за намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Во Штип бучавата, поради големата концентрација на сообраќајот на одредени места, како централното градско подрачје или булеварот Гоце Делчев, е штетна како за животната средина, така и за здравјето на луѓето, кои се постојано изложени на неа. Новиот генерален урбанистички план нуди решенија и за овој проблем. Еден меѓу најголемите загадувачи исто така бучавата. Таа може да се реши во однос на сообраќајниците со подигање на високо и ниско зеленило, односно подигање на заштитни зелени зони согласно планската документација. Инаку, според предвидувањата, Штип урбанистички би требало да се проширува кон исток во правец над населбата Дузлак, додека западниот дел од градот во правец на Пребег, Железничка и Три Чешми би требало да прерасне во индустријски центар на истокот.